ние живееме во стан во аеродром, меѓутоа со двор околу целиот стан. Добро. Па ќерки прават за 1 април прават забави. Аха, по традиција, да. Да, и Маскенбал. една година имаше стално се тематски забавите. О, машал. И таа година мислам дека беше темата биди селјак или нешто така. Да, се слушаше турбофолк музика, беа облечени онака со раскопчани кошули, девојките. Тренерки во фармерка. Да, нешто. девојките беа со локни, со оние светлуцави. Така. Чорапи. Да блешти. Јас ги видов кога почна да доаѓаат, бидејќи имав представа вечерта. Аха. И кога заврши представата, јас бев со една другарка, она дојде да гледа. И вика, Јана вика, ајде бе мама, кај сте? Веќе беше поминато 12 сат. Ја викам, па не доаѓам, бидејќи нели има забава, да не ви Завршете ви сметам. И вика, ај готово, заврши забавата, па добро, викам, ај сега ќе тргнеме. И вика, само дај им вода на коњите. На кои коњи, ма? Да им вода на коњите. Ништо, ај чао, само дај им вода на коњите. Ја кажам, ова коњи донела. Иначе Јана од малечка е заљубена во коњи и од мала јава, дури имаше и свој коњ. Па после тоа... Секој е заљубен, ама не ги носиме дома. И тргнуваме, јас све оставив. Се оставив, не допив, не платив, викам ајде брзо станувај, одиме. Онака на газ и другарка ми вика, те зафркава бе април и Лилие. Да, бе, викам, точно стварно. да, 1 април. И онака се подсмирив малце. Сите сме и правили гледам вакви поминато е, викам 12 сат. Не е више април, 1 април. Не се важи после 12. Доаѓам дома, онака полу смирена, полу не. И гледам. Стварно? Еве гледам две огромни животни. Сериозни коњи? Сериозни коњи, врзани за тоа чемпреси што имаме во двор. Онака ископано околу чемпресите, имаше тогаш, ја правев плажа во двор. Ставив бели камчиња од бањани. Кршен камен, цел двор беше плажа. Така. Све тоа ископано, коњиве врзани, седла, каубојски онака до нив. Кај ги нашле коњиве? Отворена капијата, кучево го нема. Страшно. Кај е кучето? Страшно беше. Јас се јавам на телефон, кај сте што не ми одговараат на телефон? Па ми одговорија. Па нема гајле бе мамо, ајде шо бе ти, шо дигаш паника, не знам ово. Што тоа се само коњи? Легнав јас, станувам са бајлет, не станувам, другарка ми ме буди и вика, Силија, стани. Стани, 4 коњи има доле. Ја отварам очи и се слуша, значи, вие не знаете како војна да беше, не знаете каков галоп беше тоа у двор, да. Трча, прават, и удира онака во оградата. Многу беше стресно, многу. Па ја скршија оградата. Коњот, другарка ми вика, коњот ја одврза кобилата, како па ја одврза? Стварно, напуштена. Ја згази оградата, пошто надвор има тревичка, а у двор нели само камчиња има, па и направи онака. Не беа за сунчање оние. Не беа за сунчање. Не правеа замок. Па Јана се појави, па ги улови двата, па тоа како беше. Трча Коњов, трча на неа. Јана не е многу крупен човек. Не, значи, ситничка. така. Коњов трча, она му стои вака. Коњов и вика готово, ја уби, не можам да гледам. Ги фати, некако ги однесе двата таму, како се вика тоа, кај што седат коњи. Штала. У штала. На шталата позади вие, така?